Пријавите од страна на граѓаните се почести во организацијата на потрошувачи на Битола, а она за што тие најмногу се жалат се расипани апарати за домаќинство, како што се бела техника, телевизори, мобилни телефони. Оттаму велат дека поправките неоправдано се долготрајни, па затоа додека трае поправката, на потрошувачот треба да му се овозможи производ на користење кој ќе ги задоволува неговите потреби. Поправките неоправдано според нас се долготрајни. Значи, како организација се уште не можеме да разбериме зошто една поправка на фрижидер или на телефон мора да трае 30 дена колку што е законскиот рок, заради тоа што Македонија е толку мала, така да се поправа нештото во Скопје или било каде, во било која точка од Македонија, треба само еден ден за транспорт и еден за враќање. Значи, а овој што го продава пак е должен за сите производи кои што ги нуди во продажба да има соодветна замена. Значи, треба да има обезбедени делови за сервисирање, а има случаи кога самите потрошувачи кажуваат дека им било речено дека треба да се почека да дојде од Германија или не знам од каде веќе дел, што е сосема неоправдано. Значи, според закон мора тој што го продава, трговецот мора да обезбеди и делови за сервисирање. Последните податоци на Организацијата на потрошувачи на Македонија пак покажуваат дека потрошувачите не се во целост информирани за нивните права и најчесто добиваат информации за своите права кога ќе се соочат со конкретен проблем. Граѓаните на ниво на Македонија најчесто се жалат на небезбедни играчки, хемикалии кои се штетни по здравјето што ги има во играчките, козметичките производи и текстилот.